Македонските Суперлигаш и Прилепи Куманово го продолжуваат својот развоен курс, фокусирајќи се не само на искусни заслужувања, туку и на вклучување на млади талентирани играчи во првите тимови. Во Прилеп, покрај ангажманите на звучни имиња, меѓу кои поранешниот репрезентативец Димитар Димитриевски, клубот го награди младиот Марио Столески со прв професионален договор. Столески играч во младинската школа на клубот и може да игра на две позиции, десен бек и десно крило, што му овозможува флексибилност во нападот. Неговиот развој ќе биде во рацете на првиот тренер Наум Танески, кој веќе ги започна подготовките за новата сезона. Од друга страна, МРК Куманово го официализираше новиот договор со Глигор Трајковски, младински репрезентативец и голман кој минатата сезона дојде на позајмот од Калуит. По серијата од добри настапи во вториот дел од сезоната, клубот одлучи да ја продолжи соработката и Трајковски подпиша едногодишен договор со опција исто да биде продолжен на уште една сезона. Трајковски е продукт на Кумановската ракометна школа, а во својата млада кариера настапуваше и за Алкалуит и Мултиесенс. Неговото враќање во матичниот клуб представува логичен чекор во градењето на стабилната нина за тимот. И двата клуби испраќаат јасна порака дека нината на македонскиот спорт е во талентот што го развиваме дома, а вложувањето млади играчи е инвестиција која носи долгорочни резултати.